Беше тоа на 19. август 1921 година, кога во селото Раково во Леринско, во Егејскиот дел на Македонија, е роден Трајче Грујовски, припадник на македонското народно-ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Бил член на СКОј, комунистичкиот помладок, и на Комунистичката партија на Југославија во 1939-та, член на местниот комитет на СКОј во Битола во 1941 и секретар на областниот комитет на СКОј. Трајче Грујовски бил борец на битолскиот партизански одред Јане Сандански. По ослободувањето дипломирал на правниот и на економскиот факултет, а потоа докторирал на тема Битола, дејството на основните општествено-економски фактори врз развитокот. Тој бил редовен професор на економскиот факултет и на факултетот за безбедност и општествена самозаштита во Скопје, директор на Уредот за статистика на Народна република Македонија, секретар на Извршниот совет на Народна република Македонија, сојузен секретар за законодавство и организација на власта на Сојузниот извршен совет, председател на Републичкиот совет на Собранието на Социјалистичка република Македонија, подпредседател на Извршниот одбор на Собранието на Социјалистичка република Македонија, член на Сојузниот извршен совет, судија на Уставниот суд на СРМ, председател на председателството на Сојузот на Сдруженијата на борците од Народно-ослободителната војна. Неговите научни трудови се однесуваат главно на антифашистичката војна и на економскиот развој во Битолско. Бил носител на партизанска споменица 1941, како и на низа други ордени, награди и признанија. Трајче Грујовски почина на 17. јули 2016 година во Скопје. На 19. август 1937 година во Демирхисарското село Велмевци е роден Киро Дојчиновски. Завршил филозофски факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, магистрирал во Загреб, а докторирал на темата Културното наследство на Македонија преку пишаниот збор во Сараево. Бил раководител на македонската библиографија во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, бил директор на Државниот архив на Македонија, председател на Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје и пратеник во Собранието на Македонија од 2002 до 2006 година. На 19. август 1952 во Скопје е роден Ненад Стојановски, македонски театарски, филмски и телевизиски актер. Ненад Стојановски настапувал на сцената на Драмскиот театар во Скопје, а гостувал и на повеќе други сцени. Повеќе пати настапувал на Дубровничките и Сплитските летни игри, а учествувал и во повеќе проекти при драмата на Македонскиот народен театар. Добитник е на голем број високи сојузни републички награди и признанија, 2 стериини награди, највисокото општествено признание на Македонија, наградата 11. октомври, наградата на Млад борец, наградата на ревијата Екран за најпопуларно филмско и телевизиско лице и на театарските игри Војдан Чернодрински во Прилеп. Во 1985 Ненад Стојановски е прогласен за глумец на годината според ревијата Екран, добитник на наградата на весникот Дневник од Нови Сад, како и златен медал на театарските свечености во Шабац за улога во представата Кула Вавилонска. Ненад Стефановски почина ненадејно на 14. јули 1998 година во Скопје. На 19. август 1954 година во Струмица е роден Гоце Арнаудов. Тој уште на 10 годишна возраст почнал да свири гитара и да пее во групата на неговиот татко. По завршувањето на средното образование формирал групата Крик, со која се представувале низ цела поранешна Југославија. Во 1994 година на Фолк Фест во Ландово со песната Дали чекаш стара мајчице ги освои сите можни награди и веќе 20 години се најде меѓу омилените песни на македонскиот фолклор.
Гоце Арнаудов има напишано на 200 песни. Учествувал на 100 фестивали, од кои на над 60 има добиено прво место. Во период од 5 години последователно бил прогласуван за најпопуларна личност на Македонија. Учествата на фестивалот Фолкфест Валандово му донеле 22 награди. Неговите песни многу пати ги имаат добиено наградите од публиката и од телевизискиот аудиториум. Често во Европа, Америка и Австралија учествувал во добротворни концерти. Гоце Арнаудов почина од рак на 6 декември 2011 година во болницата во Франција, каде што се лекуваше. На 19. август 1964 е роден Пепи Манасков, македонски ракометар, спортист со долга и успешна кариера кој играл во многу клубови у Македонија, поранешната СФРЈ и во Европа, еден од најуспешните ракометари кои произлегле од Македонија. На 19. август 1946 некаде во близина на Скопје извршена смртната казна врз Трајко Попов, осуден на смрт од судот на народот. Трајко Попов е роден во селото Раштак, Скопско. Тој е лидер на македонското национално движење Бунт, основано во Скопје во 1938 година. Како прва жртва на комунистичката власт во Македонија е осуден на смрт затоа што, како што се вели, се борел против државното уредување на Федеративна Народна Република Југославија, за Македонија да се отцепи од Југословенската братска заедница, за истата да стане самостојна. Неговиот соборец од Бунт и од Идризово Ефтим Гашев во својата книга «Нашата кауза» за последните денови од животот на Трајко Попов пишува: слегувајќи и качувајќи се по железните скали крај карцерите, во првиот лев карцер го забележавме низ малото прозорче ликот на Трајко Попов. По скалите одевме бавно за меѓусебното видување да ни трае подолго, макар и за миг. Ни се среќаваа погледите, а тој ги креваше рацете со стиснати тупаници. Главата горе и не се плашете, само напред, го слушавме гласот на Трајко. Во предвечерието на неговото стрелање, пред средбата за испраќање на своите најблиски, им рече: ако не престанете со плачењето, веднаш ќе се повлечам и цел живот ќе ви биде жал за ваквата разделба. Не туку плачете, за Македонија гинеле илјадници, вечерва и Трајко Попов ќе падне за слободата на Македонија. На 19. август 1994 година на рускиот поет Роберт Рождественски му е доделен златниот венец на Струшките вечери на поезијата.